Импулси. Македонска музичка сцена. Некогаш и сега. Ако може да се издвои една плоча како пресвртница на 90-тите години и дефинирано дело на современата македонска музика и култура, тогаш тоа е албумот на групата Анастасија, насловен како Пред дождот. Добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Импулси, во која преслушуваме значајни музички остварувања од македонската современа музика. Пред 30 години, поточно на 15 декември 1994 година, се случи промоцијата на саундтракот на Пред дождот, филм на Милчо Манчевски, освојувач на Златен лав во Венеција, создаден од групата Анастасија. Сега слободно можеме да ја наречеме култна група, формирана во 1987 година како апокривна реалност, за да 2 години подоцна го сменат името во Анастасија. Тогаш бендот го сочинуваат Горан Трајковски, Климе Ковачевски, Златко Ридјански и Зоран Спасовски. Нивната музика е фузија, што го спојува византиското минато преку музиката на Источната православна црква со богата гама на етнички македонски музички ритмови, така да овој нивен албум има медитативно чувство во кој преовладуваат различни расположенија, каде свирењето е лирски чувствително и суптилно.
Kraj ridini izvori, kraj izvori topoli, visoki te zidini zatvoreni. Visoki
Импулси. Македонска музичка сцена. Некогаш и сега. Иницијален издавач на албумот за европскиот пазар е францускиот Polygram Music for Films, односно Philips, а со поинаков омот преку сестринската фирма Дека Лондон и за американскиот пазар. Кај нас и после толку години се уште е енигма името на тогашниот објавувач на албумот. Материјалите се снимени во периодот од март до јуни во студиото на Тоше Попсимонов и со него како копродуцент. Најпрво е снимена наменската музика за филмот, делови и секвенци потребни за одделни сцени, а откако ќе биде завршено се, започнало и снимањето со комплетните теми.
Импулси. Македонска музичка сцена. Некогаш и сега. Девет од 11 numери што се објавени подоцна на саундтракот од филмот ги снимаат Горан Трајковски, Златко Ридјански и Зоран Спасовски со помош на Валентино Скендеровски во програмирањето, како и Драган Даутовски на кавал во нумерата Time Never Die и во традиционалната Death of Alexander. Инаку Вања Лазарова се појавува како главен вокал на Death of Alexander и на Red and White, а Сенко Велинов како придружен вокал во истите тие две теми.
Покрај нив на албумот се појавуваат и музичарите Гордана Јосифовска на обоа, Ченгис Ибраим на канун, Казим Идрис на тапан и Даниела Тошич како вокал во Coming Back Home. Импулси. Македонска музичка сцена. Некогаш и сега.
филмерите Pass Over и At the Restaurant се претходно веќе снимени теми на Анастасија и Лолав Стейн, кои како такви ќе бидат искористени во филмот, а подоцна ставени на саундтракот.
Пулси. Македонска музичка сцена. Некогаш и сега.
Ова е емисијата Импулси, во која го преслушуваме албумот на групата Анастасија, односно саундтракот од филмот Пред дождот. За крај, она што го донесе нивната музика во филмот, помогна да се издигне на друго ниво, испреплетувајќи ја душата на приказната со нивната емотивна реакција на неа. Се чини дека Анастасија допре до некое длабоко место во нив за да создаде толку силна музика за овој филм. Крајниот резултат не беше ништо помалку од триумф. Импулси. Македонска музичка сцена. Некогаш и сега.